Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Добар и убави ден, пријатели! Моите денешни мисли се насочени кон вас, исполнети со Божји благослов. Ви го најавувам новото издание на Елиезер со тема за која сметам дека ќе ви привлече да ја чуете и секако ќе го промени вашиот живот кон подобро. If it's a new song, I'll release every melody. I wanna bless your heart. Oh, to sing you a song, God, with all I am, every part of who I am, every note to you, every melody, every word I sing, just to bless your your heart. I wanna bless your heart, God. With every vibration, let it bring you praise, just to bless your heart. Just to bless your heart. Се започнува со мислењето, не со зборувањето. Во Изреки, 30-тото поглавје пишува: ако гордоста те тера на безумни дела и си намисли зло, стави ја раката на устата своја. Забележи, Сатанат е во потрага по твоите мисли, но исто е и Господ Бог. Тој знае каде да напаѓа, во твоето мислење. И она, на што мислиш најмногу, се остварува, односно, тоа што мислиш, тоа и си, бидејќи ќе излезе од твојата уста. Така што, мора да внимаваш на твоите мисли, бидејќи се околу тебе се врти околу твоите мисли. Тие се обидуваат да те натераат да мислиш дека нема да успееш, нема да можеш. Ова ти треба, тоа ти треба. Кога Сатанат ти се доближи на Ева, тој се доближи преку мислите. Тоа се нарекува моќта на сугестијата. Сатаната користи магија за да го засили тоа. Ти мораш да ја процениш мислата пред да размислиш, бидејќи ако не кореспондира со Божиот збор, мораш да преземеш некоја акција, односно да ја изфрлиш. Можеш да го заклучиш твојот ум. Ти можеш да кажеш: во мојното име на Господ Исус Христос, ја земам крвта и ја заклучувам вратата на мојот ум од таа мисла, од повторно нејзиното аѓање, и таа мисла не може да влезе. Мислите се нешта. Непријателот ќе дојде со мисла и сугестија. Што и рече на Ева? И рече дека Господ им крие нешто, а тоа не беше точно. Она што го направи Господ Бог е тоа што тој чуваше се она што планираше да направи со неа и за неа. И преку незината послушност ќе се откриеше тоа. Така што не ти недостига ништо. Кога Бог те создаваше, тој стави се што е потребно во тебе и ти обезбеди се што ти е потребно. И како што стануваш послушен на неговата волја,
Тој ќе ти открие се. Се е до мислењето. Луѓето не се сиромашни затоа што не можат да обезбедат пари, туку се сиромашни поради начинот на кој мислат, на кој размислуваат. Поправи го оној дел. Како Бог те гледа за да можеш да го примиш она што Бог го има за тебе. Бидејќи твојата слика за себе има многу со тоа што можеш ти да сториш за Господ Бог. Например, научени сме дека некои материјални работи се повредни од нас. Зарем не е така? Например, некоја скапа куќа. Штом ќе заминеш на небото, ти ќе имаш огромна палата и ќе одиш по златни улици и ќе поминуваш преку бисерни порти. Господ Бог се обидува да ти покаже. Донеси го небото на земјата. Сакам да знаеш колку си вреден, вредна, пред да дојдеш на небото. Јас имам работа за тебе, што треба да ја завршиш и тебе ти е потребна подкрепа и почит за да го направиш тоа. Мислењето. Мораш да го доведеш твоето мислење и размислување во ред. Бидејќи ако го ставиш твоето мислење во ред, ќе го ставиш и твоето зборување во ред. А задача на духот, на личноста, е да мисли и да зборува. Така Исус говори. Во Јован 6:63 е напишано: Духот е тој што оживува, телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Мислењето е континуиран процес. На тоа што се задржуваш, на тоа што се концентрираш, тоа и си. Завршуваш на таа состојба, на тоа место. Дали сваќаш дека мислите се толку моќни до степен што привлекуваат нешта кон тебе? Во Филипјаните 4 глава 8 стих пишува: А понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислете. А во Евреите 2 глава пишува: А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и он зеде еднакво во тоа, да преку смртта го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние што од страх пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Така што, сатаната нема повеќе право над верникот, ама воопшто. Тој имаше пред да дојде Исус, но откако Исус дојде рече: Мене ми е дадена сета власт на небото и земјата. Сега јас ви ја предавам и сега вие одете. Плюс и додаде: Спротистави се на ѓаволот и тој ќе си оди. Значи, ти мораш да и дадеш отпор на болеста. Мораш да се воздржиш од говорење лоши и навредливи зборови. Мораш да се спротиставиш на погрешни размислувања, но важно е да се знае. Не можеш да му се спротиставиш на ѓаволот доколку чуваш навреда и омраза спрема некого, доколку не му простиш. Во Мати 12 глава пишува: Породи змиини, како можете да говорите добро кога сте лоши? Зашто од преполнето срце прикажува устата. Добриот човек од доброто сокривиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокривиште лошо. Така што, се твое доаѓа и излегува од твојата внатрешност, од твоето срце. Исус сосем го заобиколи светскиот систем. Тој произведуваше, создаваше се од Царството Небесно. Ние се обидуваме да создаваме во проколнат свет, но оние кои се со Христос се во друг систем. Тоа си ти во небесниот систем. Ти имаш капацитет со твоите зборови, со твоите мисли да ја промениш околината, твоите финанси, здравието, а тоа доаѓа од ум што е обновен. Доаѓа од систем на верување во кој штом еднаш поверуваш и изговориш, тоа ќе премине во минато, односно ќе се реализира. Тоа е закон. Секако, мора да се израмне и да се согласи со Божиот збор,
како што гласи дека богатства ќе има во твојот дом и дека ќе се зголемуваат постојано. Неговиот збор гласи дека богатствата на небото им ги има дадено на децата на луѓето. Во прво послание до Коринтијаните, глава 2, 12 гласи: но ние не го примивме духот од овој свет, туку духот кој иде од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бога. Како што говори стихот за твоето совршено здравје, преку неговите рани ти си излекуван. Мора да знаеш која е вистината, бидејќи доколку сатаната доаѓа со друга мисла, спротивна на Божиот збор за тебе, за твојот просперитет, совршено здравје и слично, а ти не ја знаеш вистината, тогаш ќе поверуваш во лагите на сатаната. Ако сатаната доаѓа со некоја мисла, тогаш таа мисла треба да ја заробиш. Во Изреки има еден дел кој гласи: Синко, внимавај на зборовите мои и приближи го увото кон поуките мои, да не отстапуваат тие од твоите очи. Чувај ги внатре во срцето свое, зашто тие се живот за оние кои ги наоѓаат и здравие за целото тело нивно. Затоа, земај го твоето здравие секојдневно преку Божиот збор. Божиот збор е лек од кој не можеш да се предозираш. Земај го наутро, напладне, навечер и наскоро. Твојата душа ќе се промени. Твојата душа ќе биде во корелација со Господ Бог и штом ќе се случи тоа, таа моќ ќе помине преку твојот дух. Ќе допре твојата душа и ќе стигне до твоето тело. А ако го направи за твоето тело, ќе го направи за твојата заедница, за твојот град. А тоа се нарекува благослов. Таа моќ, тој благослов, важи и се однесува за сите. Господ Бог може да ги реши и најтешките случаи. Нема ништо невозможно за оние кои веруваат. Тој може да ја поправи најлошата ситуација во твојот живот. Знам дека постојат и луѓе кои се сомневаат, па се надеваат дека можеби за нив нешто ќе успее. Но не смееш да се ставиш на исто ниво со луѓето од светот. И Божиот збор вели дека ти си во светот, но не си дел од него. Кога мислиш, не мисли во затворени граници, бидејќи досега си бил таму, во затворен простор на знаење, размислување, предрасуди, идеологии и слично. Сега, мисли на иднината, медитирај на неа. Мислите што ги имаш постојано во умот ќе те однесат токму онаму за каде што мислиш. Мисли на она што во моментов го немаш, а сакаш да го имаш. Растегни ја твојата вера. Прими го Божиот благослов за тебе. Прими го Божиото размислување. Господ Бог има толку многу подготвено за тебе. Само ти остави да размислува преку тебе. Во Исаија 55:8 пишува: Моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта, вели Господ. Но како што небото е повисоко од земјата, така се и моите патишта повисоки од вашите патишта. И мислите мои повисоки од вашите мисли. Зато, од денес, дозволи му на Господ Бог, отвори го твојот ум и остави го Бог да работи преку тебе. Прими ги сите благослови што веќе ги подготвил за тебе. Дознај што тој вели и како гледа на тебе, што можеш, што поседуваш. Сите Божји благослови се надофат на твоите мисли. Мисли, говори и манифестирај. Прими ги благословите преку вера. Во псалмите пишува: но јас верувам дека ќе ја видам Господовата благост во земјата на живите. Светот чека на некого кој Господ Бог ќе го потреби и кој ќе изјави дека Исус е Господ. Бог е добар и неговата милост трае вечно. Бог те избра тебе. Ти не го избра него. Тој те виде пред да се зачнеш во мајчината утроба. И за тебе рече: те одбирам тебе. Си помислил се и се што, но тоа не го промени мислењето на Бог за тебе. Твоето време доаѓа. Него не го интересира твоето минато и твоите грешки. Штом тој те одбрал, нема место за неуспех.
Ти си одбран. Ти си одбрана токму за сега овде. Тоа што го ставил, што го испланирал, што го вложил во тебе, што туку ќе го извади на површината. Ти само верувај. Ти си посебен. Ти си посебна. Мисли, говори и манифестирај. Елиезер